Поднесени се неколку барања за амнестија во судот. Неофицијално меѓу нив е и барањето на пратеникот Крсто Муковски. Од судот вела дека точната бројка за тоа колку барања има во изминатите 3 дена ќе се знае дури во понеделник, со оглед на тоа дека законот предвидува барањето за амнестија да може да се испрати и по пошта, што најверојатно ќе се направи во текот на викендов. Инаку рокот за поднесување истекува во вторник, а судот има рок од 5 дена да одлучи по барањата. Во зависност од одлуката на судот, обвинетиот има право на жалба пред второстепениот суд и истата треба да ја поднесе во рок од 3 дена, а судот по истата да одлучи за дополнителни 3 дена. Освен судот, законот за амнестија предвидува по барањата да се произнесе и јавниот обвинител. Во меѓувреме обвинителката Русковска веќе изјави дека законот за амнестија е непрецизен и незадоволна од законското решение вели дека за барањата кои ќе пристигнат до обвинителството последниот збор ќе го има судот, а преквалификација на делото нема да има. Не сум задоволна од законот што е донесен, мислам воопшто од закон за амнестија. Преквалификација нема да има за тие обвинети што се опфатени, што не се опфатени со амнестијата, затоа што не важи амнестијата за целото кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Минатата недела реагираше и правната фела. Политичарите го искомплицираа законот за амнестија и време е да ги тргнат рацете од правосудството, порача универзитетскиот професор Калајџиев. Според него почисто решение била целосна амнестија, а во овој случај особено спорно било тоа што се вклучуваат и судовите и обвинителството. Значи врз основа на закон што го донело собрание, помислење на обвинител со решение на суд, по барање на обвинетите едно чудно решение, искоментира Калајџиев и процени дека законот ќе има правни последици.